Благодарам, председателе, почитуван колега. Еден куп критики за тие странски инвестиции, не само од вас, во континуитет од сите колеги од опозицијата. Навистина не знам веќе што ви е намерата со тие странски инвестиции, што дојде овде да работат, луѓе наши да работат. Не знам што ви е намерата, стварно не знам. Велите дека, колегата рече дека работат овие странски инвестиции на штета на домашните компании. Почитуван колега, излезете малце од канцеларија, прошетате, прашајте ги домашните компании дали им расте или им опаднат нивниот бизнис. Па знаете ли вие колку домашни компании од Кавадарци соработуваат со Дрекселмајер во Кавадарци и колку бизнисот им е пораснат од кога дојде таа странска инвестиција во Кавадарци, во која што моментално работат 5780 работници. И друго, рековте дека со тие странски инвестиции на граѓаните во Република Македонија не им се подобрил стандардот, животниот стандард. Почитуван колега, 5000 семејства од Кавадарци работат во Дрекселмајер. Минатата недела бев во посета на едно семејство каде што и мажот и жената работат во Дрекселмајер. Земаат по 250 евра семејниот буџет. После 20 години за прв пат во семејниот буџет имаат 500 евра буџет. Знаете што викаат? Никогаш подобро не им било. 20 години неоделена работа. Мажот има 55 години, жената 50 години. Имаат еден студент. Велат дека никогаш подобро не живееле од сега. Со тој скромен домашен буџет. Уште еден случај. Неодамна бев на терен со девојче чија што мајка работела во некоја домашна текстилна фабрика, Шнајдерка. Сега работи во Дрекселмајер, стигнала до лидер. Знаете колку е основната плата? 26.000, дополнително плата зема до 36.000. Дали на овие мои сограѓани кои што работат во Дрекселмајер не им е подобрен стандардот, почитуван колега? И на крајот, изјаснете се еднаш. Која ви е намерата? Кажете дека ако некогаш дојдете на власт, дека тие странски компании ќе ги затворите и дека 5000 мои сограѓани од Кавадарци ќе одат повторно дома. Еднаш тоа го направивте, 5000 кавадарчани остана дома во времето на транзицијата. Кажете дека и сега, ако дојдете на власт, 5000 кавадарчани повторно дома ќе ги пратите. Ви благодарам.